Сега, согласно одлуката на првата седница на локалниот совет за превенција, донесен е заклучок да секоја последна среда од месецот, секој месец, постојано и континуирано се одржува седница на Советот за превенција. Предизвиците со кои што се соочуваме се тие, дивите продавачи на текстил и на земјоделски производи, зашто може да заклучиме дека навистина е подобрена ситуацијата, иако имаме повторно појавена 2 до 3 тезги, но не се стотина тезги како што беа порано. Фактот дека се зголемени резервациите за тезги во пазарите, односно во пазарот Чешел, ни укажува дека седниците на Советот и заклучоците кои што ги носиме сите партнери и чинители во Советот за превенција даваат и како резултат. Новите предизвици се секако уништувањето на урбаната опрема на територија на општина Струмица, која што ни се случува, зашто денеска ќе ставиме посебен акцент, продолжувањето со нелегалната трговија на железо на улицата Антон Панов и чистење на тој појас и узурпацијата на приватните парцели од страна на некои граѓани, секако е еден од предизвиците и една од точките кои што ќе ги дискутираме на овој совет. Нормално се што ќе произлезе од дискусијата, ќе биде на најдемократски начин дискутирано од сите чинители, а се со крајна цел решавање на проблемите. Овде сакам да истакнам дека навистина сум благодарен на сите партнери во советот, затоа што само со заеднички силни напори можеме да ги спречиме таквите појави девијантни во општина Струмица. И тоа дава резултати, ќе дава и од тоа не отстапуваме. Секако дека ќе го разговараме тука и секторот за внатрешни работи во однос на законските ингеренции кои што ги имаме ние како општина, согласно Законот за заштита на личните податоци, се мораме да ја почитуваме легислативата која што е на сила во Република Северна Македонија, тоа и го правиме, но од дебатата зошто да не, ако произлезе како предлог, општина Струмица е спремна и со своји средства, нормално тоа би било во некое идно време, со некој ребаланс или со наредниот буџет за 2023, каде што ќе предвидиме дел од средствата за видеонадзор на јавните површини, доколку извршиме мапирање, да поставиме и видеонадзор.